civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Дали имаме или немаме соодветна и правична застапеност во нашата држава? Тоа беше прашањето, ако не се лажам, така? Многу слабо те слушам. Да. Да? Супер. Сега ме слушаш? Во секој случај, ќе зборам, те могам прекинеме ако нешто не е во линија со твоето прашање. Убаво и интересно е што го слушам во излагањето на советникот Елвис Мемети, за тоа што, не знам, 3 работи ми го зграбчија вниманието. Првото се говори за храброст и идентитетот и во пресвет на нашиот ден, меѓународниот ден на ромите, патем говориме на јазик што не е клучен сегмент од нашиот идентитет, односно не говориме на ромски јазик, дури и не знам на некои настани кои што во рамки на кои што се говори за нас, од нас и проблемите со кои се соочуваме не само на локално, туку и на национално ниво. Втор момент што ме го зграбча вниманието е ние говори во, не знам, последниве 10 години, не знам дали мисли на оваа гарнитура или претходнава гарнитура, пошто како што знаеме беше дел и од првата и од втората гарнитура, и тука некој кредибилитет се губи во однос на било што се говори во однос на ромите, нашите проблеми со кои се соочуваме и како истите да ги адресираме. И третиот момент што ми го зграбча вниманието е тоа дека нема устав и закон што го регулира, не знам, што регулира правичната и соодветната застапеност на ромите во нашата држава. Нека го научи некој советник дека највисок правен акт во државата, тоа е Уставот на Република Северна Македонија, во рамки на кој што правичната и соодветната застапеност е загарантирана. Значи не е предмет на индивидуален избор за било кој да дојде на власт и да ја употреби истата политичка или нормативна моќ за да ја регулира политичката сцена, туку може и мора да има правична и соодветна застапеност. И сега кога говориме за правична и соодветна застапеност, убаво би било да направиме разлика помеѓу тоа што е правична, а што е соодветна застапеност. Да, можеби имаме делумна соодветна застапеност во органите на власта, но немаме правична застапеност во органите на власта. Имено, како што знаете, ние поднесовме барање до сите министерства кои што фигурираат во рамки на владата на Република Северна Македонија, баравме да видиме колку роми има застапени и да ја регулираме таа некоја правична и соодветна застапеност, односно да имаме индикации за истата. И ја не би одземал многу време, само би акцентирал две важни сегменти од истиот фидбек што го добивме. Немаме ниту еден вработен во Министерството за култура, немаме ром кој што работи во Министерство за култура. Замислите, во држава која што е или претендира да биде мултикултурна држава. И втор момент е тоа што дека немаме роми кои што се инкорпорирани во повисоките ешелони на власт. И тоа, кога веќе говориме за ние, вие и оваа или претходна гарнитура, во толку долго време за прв пат немаме роми кои што се инкорпорирани во повисоките ешелони на власт. Значи, уште еднаш, треба да разликуваме нешто што се вика соодветна визави правична застапеност и треба да знаеме и да го имаме во глава делот дека највисокиот правен акт го регулира истото. Значи, не е предмет на индивидуален избор, ниту е предмет на политичка одлука, туку е нешто што се вика законска регулатива во нашата држава. Имаме способни кадри, имавме способни кадри кои што се инсталирани во органите на власта, немаше да имаме недостаток на политички соодветна застапеност. Тоа е и текако добар индикатор дека истите не си ја работат својата работа. Може би се способни за да служат како мегафони на власта, без разлика кој ќе дојде на власт и да се шлепат со истите. Или сме способни, не знам, да правиме селфиња пред мостови со бездомници или да идеме по екскурзии по ромските махали. Тоа е во однос на делот со мала интервенција за тоа што беше спомнато. Во делот со генералните наши пораки, Џабир начина многу добар сегмент кој што сметам дека треба да биде инкорпориран во нашата социализација во однос на супериорност и инфериорност, нешто исто така во тој правец Васка даде многу добри поенти во однос на истото. Сметам дека етничките димензии на нашиот идентитет не ја детерминираат нашата компетентност. Со други зборови, не треба да бидеме само во позиции од кои што ќе работиме само на ромски права. Имаме компетентни професионалци кои што може да работат
зборуваат за мејнстрим прашања во однос на било што поврзано, не само за нас како етничка група, туку и за државата како колективна, нели, цел на сите нас. Зборувајќи за државата, тоа би ми било втората генерална порака, а тоа е дека унапредувањето на состојбата на ромската етничка група нема само да донесе бенефиции за самата етничка група, туку ќе донесе бенефиции за самата држава како, нели, држава која што претендира да биде дел од Европската унија. Имено тука алудирам на Копенхашките критериуми, на Европската комисија која што и текако бара правична и соодветна застапеност, и алудирам на законската рамка. Имено пак ја спомнам највисокиот правен акт во државата кој што го бара истото, не треба и не смее да биде предмет на индивидуален избор, без разлика кој ќе дојде на власт, дали е сега истата владеачка гарнитура или било која друга гарнитура, ние не треба да се надеваме на нашите ромски политичари или индивидуалци кои што се инсталирани во власти, кои што, нели, можеби постои голема веројатност дека ќе се ушлепати во другава власт или ќе се инволвираат или инкорпорираат кој да дојде на власт. Па ни најмалку на политички сончогледи кои ќе дојде на власт да бидат инволвирани со истите. Далеко тоа, ние, нашата соодветна алатка е правото, затоа што со правото не ги убедуваме, дури не ги ни молиме да донесат некои промени, туку бараме. И тоа е разликата помеѓу истото. И во пресрет на Рамазан ние, само да спомнам, дека се молиме во џами, но во институции бараме. И тоа треба да ни биде инсталирано не само на нас како ромска етничка група, туку и на било кој во нашата држава кој што претендира уште еднаш да биде Европска унија. Ако сакаме да имаме вредности кои ќе бидат компатибилни со европските и светските стандарди, и како треба да се движиме во таа некоја насока. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.